Собранието изгласа довербата на новите министри во владата со поддршка на пратениците од ДУИ, односно со 75 гласови за и 4 против, беа изгласани наследниците на Јанкуловска и Јанакиевски. Според премиерот Груевски, овој досегашен министерски двоец дал голем придонес за граѓаните. Акции какви што никогаш досега се немаа случено во Македонија, со кои многу граѓани се гордеја и ќе се гордеат и во иднина која ќе се навратат на нив. Голем дел од акциите со наредбите подпишани од нив ќе влезат во учебниците за безбедност на универзитетите, од кои идните генерации ќе црпат искуство. Премиерот вели дека новите министри за внатрешни, Митко Чавков, и за транспорт, Владо Михајловски, професионално ќе извршуваат новата функција. Пратеничката Грчева смета дека министрите што поднесоа оставки одамна требало да го направат тоа. Не сакам да бидам човече, не сакам да бидам индијанец и така натаму. Не сакам да ми биде начело на министерство некој кој што ги навредува граѓаните, кој што нема однос ни во смртта на луѓето, кој што ги навредува луѓето и ги дели на комуњари и некомуњари и така натаму. Пазите, тоа не се било кој луѓе. Тоа се министри кои што треба да се министри не на партија, туку на сите луѓе подеднакво. Беше наредено со динамит да го крева Космос на Фијацановски. А меѓу народот тој истиот човек, истиот лик беше познат како Миле Тендер, ако не сте чуле. Но годините не се битни. Толку. Битно е дали човекот има искуство во раководење и организација на министерство. Министерот нема да гради и нема да црта урбанистички планови, но има големо искуство како државен секретар во Министерство за надворешни работи, да ја завршам мислата председател, големо искуство како државен секретар во Министерство за транспорт и врски и големо искуство како директор на јавното претпријатие Агенција за патишта. Доскорешниот партнер со власта Лиљана Поповска смета дека оставките на Јанкуловски и Јанакиевски не се доволни за излез од политичката криза. За жал се плашам дека во овој момент овие неколку оставки нема да помогнат за да се смени состојбата со револтираните граѓани на улица. И веќе не е важно зошто тие граѓани излегле на улица и кои се и што се, кој ги поттикнал. Тие граѓани имаат своја лична причина зошто се таму. Кризата зоврива, е зовриена и мислам дека е дојдено до таму што мора да има еден сериозен диалог позиција-опозиција за да се договори сепак преодна влада која ќе организира предвремени избори. Зелено, зелено имаше кај Муарем Сербезовски една песма, ние ќе правиме зелено и без вас, вие зелени, ќе видиме дали бидите благодарни што сте пратени во собранието на Република Македонија, што незаслужно на листата број 2 бевте број 2, а требаше 21 да бидете. Освен Јанкуловска и Јанакиевски, оставка си поднесе и шефот на УБК Сашо Мијалков.